Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. За средното техничко образование по предметот Сообраќајници изборна настава за 4-та година, градежен техничар, за денес имаме предвидено нова наставна содржина за слободен профил на тунел, слободен профил на патни тунели, слободен профил на железнички тунели. Да се подсетиме од минатиот час, што беа тунели, какви можат според намената да бидат, што беше ридска маса и ридски притисок. Тунелите представуваат подземни градби кои што се водат сообраќајниците под земја. Освен за водење на сообраќајници, можат да служат и за друга намена, како на пример во рудниците, за наводнување, за искористување на водени сили и друго. Ридската маса пак може да биде разновидна. И таа се дели на камен, распаднат камен и земјен материјал. Најлесно се градат тунели во материјал од камен со средна тврдина или цврстина и жилавост, бидејќи таму подградувањето е најмало, минимално, а дупчењето или пробивањето на тунелот е полесно. Под ридски притисок се подразбира онаа сила која што при пробивање на ридот и завршување на работите околу тунелот делува на тунелските ѕидови. Слободен профил на тунел. Врз основа на намената на тунелот разликуваме следни видови слободни профили. И тоа: патни тунели, железнички тунели, каналски тунели, тунели за потоци и реки, и така на следните слики прикажани се. На првата е патен тунел, по кој што се води една сообраќајница, еден пат. На втората е железнички тунел, по кој што имаме коловоз, и каналски тунел, по кој што имаме еден канал. Слободен профил на патни тунели. Со развојот на автомобилскиот сообраќај и изградбата на самите патишта, се градат се повеќе патните тунели со димензија во зависност од големината на возилата и фреквентноста на сообраќајот. Односно, патните тунели, па и железничките тунели, се градат со ширина од соодветната широчина на патот или коловозот. Пешачките пак тунели се градат со широчина од 3 метри и повеќе, а висината на пешачките тунели не треба да изнесува помалку од 2,5 метри. Патните тунели се прават со минимална височина од 4,5 метри, а широчината треба да одговара на широчината на коловозот од патот и 2 пешачки патеки со широчина од 0,75 метри. Значи најмала широчина од 0,75 метри, да можат во едниот правец и во другиот правец да поминуваат пешаците. При изградбата на патните тунели и при нивната експлоатација се обрнува внимание на осветлувањето, ако се подолги тунели, проветрувањето и одводнувањето задолжително. И на следниот цртеж е прикажан слободен профил на еден патен тунел со сопствена широчина од 2 патнички ленти, коловозни ленти, и имаме 2 пешачки патеки со најмала широчина од 0,75 метри и најмалата височина на тунелот изнесува 4,5 метри. Габаритните димензии се широчина и висина. Пешачките тунели се осветлени по целата должина.
Ако е тунелот комбиниран и за патен сообраќај на почетокот и на крајот, осветлувањето е поголемо заради адаптација од природна на вештачка светлина. Проветрувањето се врши заради отстранување на отровните гасови кои што ги испуштаат возилата. Подолгите тунели задолжително треба да имаат проветрување со канали. Кратките тунели имаат природно проветрување, а долгите вештачко проветрување со климатизација со канали. При градење и користење на тунели често се појавува вода, подземна вода, и затоа е потребно при изградба и при користење на тие води да се одводат површински или подземно, задолжително со канали. Слободен профил на железнички тунели. Денес тунелите имаат најголема примена кај железничките линии. Се прават со различни димензии на слободниот профил и зависи од видот на локомотивата, дали е тоа дизел или електрична. Понатаму зависи од вагоните, висина нивна и од бројот на колосеците. Висината на слободен профил за една железничка пруга изнесува за дизел локомотивата 5,7 метри, додека за електричната локомотива 6,2 метри, бидејќи електричната локомотива има врз неа простор за пантограф и жици. Железничките тунели се прават со ширина за 2 колосека и обично изнесува 8 до 8,2 метри, таа широчина. Според меѓународните прописи и стандарди, се одредува слободен профил, кој е поголем од профилот на возилото, заради неправилности на пругата, неправилности на возилата, заради кривините се проширува и за да се спречат евентуално несреќи на патниците и слично. Овој профил има широчина од 4,4 метри, задолжително минимална, додека евентуално минимален слободен профил во исклучителни случаи може да има широчина од 3,5 метри. На следниот цртеж е прикажан слободен профил на градско метро со својата широчина за која што изнесува 2,9 метри и височина од минимална височина која што изнесува 3,7 метри. Ова е за еден колосек. И понатаму имаме слободен профил на железнички тунел, кој што се дадени со своите димензии, широчина за едноколосечна пруга и соодветна височина во зависност, рековме, од видот на локомотивата, односно 5,7 и 6,2 метри. И за наредниот час имаме прашања за повторување. Колку изнесуваат димензиите на пешачки, а колку на патниот тунел? Зошто се врши проветрување на тунелите? Дали е потребно да се одводнат тунелите и како се врши истото? Колку изнесуваат димензиите на железнички тунел? И нацртај слободен профил на железнички тунел и градско метро. Ви посакувам пријатна работа при одговарање на прашањата и цртањето и се надевам дека нема да ви биде многу тешко. Ви благодарам на вниманието и се надевам дека пак ќе имаме следна прилика